Во студено декемвриско утро пред точно 4 години, градежна механизација ненадејно почна да го чисти теренот во кампусот на УКИМ. Ке се градат 2 факултети, беше објавено, и тоа во Барок, за физичко образование и за информатички науки. Дел од студентите и професорите се кренаа против, бидејќи никој не слушнал дека ректорската управа ја дала неопходната дозвола. Во знак на револт, студентите на Универзитетот Кирил и Методиј објавуваат прекинување на работата на ректоратот. Било каква интервенција од надвор на било која власт на територија на универзитетот без одобрение на органите, во овој случај без одобрение на Сенатот и на ректоратот, не може никој да влегува и најмалку нешто да превземе како акција или град. А полицијата беше таму за да ги штити деканите на факултетите, кои требаше да добијат нови згради. 65 години факултетот обстојува во енормно лоши услови. Конечно студентите по информатика ќе добијат зграда. Станува збор за преку 2-3 студенти кои што се двигател на растот на УКИМ. Нова барокна зграда требаше да биде решение и за факултетот за драмски уметности. Неколку години подоцна сите се уште во старите објекти. Гласот на студентите и професорите е единствената врева која веќе 5-ти месец може да се слушне во централниот кампус на УКИМ во Скопје. Скелињата поставени околу карабините на двата нови факултети се празни. Нема работници, нема градежни активности. Во непосредна близина се уште стои таблата дека изведувач на барокните факултети е компанијата Бетон Штип, која доби тендери од Министерството за образование во вредност од 20 милиони евра. Но Бетон Штип од јули годинава е во стечај. Постапката се води во судот во Штип. На последното рочиште пред една недела, до стечајниот управник стигнаа побарување од 571 доверител, од кои 124 се компании, а останатите се поранешни вработени во фирмата. Судот во Штип утврди дека Бетон должи 15 милиони евра, а спорни се уште дополнителни 8. За сега, јавно не се знае кој е најголем доверител, но во службен весник може да се види дека значителен дел од долгот на Бетон Штип е кон дел од фирмите газди. На 16 октомври годинава, Комерцијална банка од Скопје одлучила побарувањето од 3 милиони 963.842 евра од Бетон Штип да го отстапи на Орка Холдинг на Орце Камчев и Тим на Панделевски. Според последните податоци од Централниот депозитар, Орка Холдинг има 19,5% од Бетон Штип, а исто толкав удел има и Тим. Но овие игри не го засегаа директно Министерството за образование и наука, кој е инвеститор во факултетските згради. Министерот Арбер Адеми вели дека Бетон Штип не им останал должен, бидејќи навреме го поништиле договорот, откако не бил испочитуван рокот од 3 години за изградба на објектите. Më 27 qershor të vitit 2019, para se të shkojnë në falimentim, shoqëria aksionare Beton Shtip është aktivizuar garancioni bankar nga ana jonë dhe siç theksova për mos përmbushje të detyrimeve kontraktuese dhe se sigurisht menjëherë është bërë një përerje të gjitha punimeve të cilët janë të kryera aty. Парите од буџетот, уверува Адеми, били исплаќани по завршување на секоја градежна ситуација. Според сработеното, Монза Финк е исплатил 1.750.000 евра од предвидените 13 милиони или за околу 14% од изграденото. За факултетот за спорт пак, реализацијата била 16%, па од предвидените 7 милиони евра, досега се исплатени 1.150.000 евра. Тоа што не е потрошено, ќе се пренамени за доизградба на објектите. Do të shpallim furnizim të ri publik, ashtu siç theksova, një iniciativë e këtij ekziston nga ana jonë. Më 28 tetor të këtij viti ne kemi dorëzuar informacion në qeveri që të marrim pëlqim për shpalljen e një procedure të prokurimit publik shumë vjeçar dhe mbetet një nga synimet tona, objektivat tona në kuadër të realizimit të investimeve kapitale që të ndërtojmë
objektet e këtyre dy fakulteteve, edhe për këtë vit, por edhe për vitin e ardhshëm, do të gjenden mjetet mjaftueshme që në përputhje me dinamikën e parapar të ndërtohen këto dy objekte. 360 степени побара став за актуелната состојба од раководствата на факултетите, за разлика од пред 4 години кога беа гласни, сега одлучија да не зборуваат јавно за просториите и условите во кои изведуваат настава. Барокот на Скопје 2014 требаше да го реши проблемот и на друг факултет, на оној за драмски уметности. Нивната зграда е готова речиси 2 години, но тие се уште не може да се вселат. Проблемот тука е што за зградата од 8 ката, чиј инвеститор е владината служба за општи и заеднички работи, долго не можеше да се направи технички прием поради серија недостатоци. Директорот на службата Пеце Мирчевски вели дека на проблемот му се гледа крајот. Чекаме во моментот само правобранителство заедно со катастар да го пише објектот во имотен лист, за да можеме следната фаза да го предадеме објектот на факултетот со одлука на влада. Че ние после завршување на целата постапка ќе го предадеме објектот на факултетот за драмски уметности и они од тука натаму треба да стопанисуваат и да се грижат комплетно за објектот. Тоа значи плаќање на сите режиски трошоци и одржување по аспект на објект и по аспект на одржување на хигиена на самиот објект. Така доставаме на нив. Како се снаоѓаат во старите простории, но и колку им одговараат новите, не успеавме да дознаеме од раководството на Факултетот за драмски уметности, како и нивните колеги од Финки и Див, и тие одлучија да не настапат јавно. Одговорите ќе се видат наскоро, откако студентите на ФДУ ќе почнат да следат настава во новите простории. Нивните колеги од Финки и од Факултетот за физичко образование ќе почекаат уште неколку години за да видат дали новите барокни зданија се вистинско и трајно решение за актуелните проблеми.